Водоводи, патишта, осветлување, базени, раскрсници, нов асфалт, чисти населби и улица. Купишта проекти. Наспроти, критики, обвинување и безидејност. Иако кампањата за локалните избори, како што знаеме, уште не е официјално започната, од досегашното однесување на двата блока веќе може да се видат контурите како ќе се одвива. Власта, предводена од ВМРО ДПМН, оди со позитивна кампања, па со сета сила удри со отчети, проекти и идеи со кои би го подобрил животот на граѓаните. Додека опозицијата на чело со СДСМ, како и секогаш, главно се фокусира на критики и обвинувања, односно на негативност. И тоа не е никакво изненадување. Од секогаш ВМРО било тоа кој освојувало гласачи, добивало избори врз основа на проекти и идеи. А СДСМ терал црна кампања и се надавал на само една работа. Дека гласачите ќе излезат на избори не за да изберат опција што ќе им го подобри животот, туку да казнат некого од инеет. Тоа е таа безидејност што од секогаш била стратегија на СДСМ. И во тоа обично добиваат помош од самопрогласените граѓански невладини здруженија, но некогаш и од меѓународната заедница. Но сега имаат сериозен проблем. Независните и да не ти биле толку независни. Дел од нив да ти биле и зашакерени. Имено за дел од независните кандидатури за градоначалници и советници. Познато уште од времето на Сорос и шарената револуција, во сенка стоела вице-премиерката на СДСМ Радмила Шекеринска. Таа, истата личност која на некој начин во моментов е екскомуницирана од СДСМ и Филипче, сака на овој начин повторно да оствари влијание и евентуално по поразот на изборите да трне во битка за превземање на СДСМ. Проблем исто и нискиот праг за собирање потписи. Сега на изборите може да има наплив на кандидати кои според сите очекувања нема да одземат многу од контото на ВМРО ДПМН, туку токму спротивното. Тоа се оние гласови на кои се надева СДСМ дека ќе ги добие со својата негативност. Мислам дека по овие избори навистина СДСМ ја чека пасокизација и тие како партија ќе заминат во историјата, слично како веќе заборавената ПДП.